Што е банка на приказни? Банка на приказни е дигитална архива каде што се собираат реални искуства на граѓани на одредена тема и со одредена цел. Исто како што обична банка складира пари за да ги користи за одредени цели и бенефити, банката на приказни складира нешто многу повредно – искуствата на луѓето. Тоа е жива дигитална архива на вистински случаи, собрани околу споделен проблем, кауза или заедница. Но што точно ја прави банка? Ја депонирате вашата приказна како што депонирате пари во банка. Секоја приказна станува парче валута, мал придонес кој, кога е комбиниран со други такви искуства, создава вредност за сите. Организациите, истражувачите или заедниците потоа ги повлекуваат овие приказни, не за да ги потрошат, туку за да ги користат, да застапуваат, да инспирираат или да создаваат позитивни промени. Процесот не завршува. Банкарството на приказни е континуирано. Нови приказни постојано се собираат, складираат и додаваат во растечката архива. Со текот на времето, банката на приказни станува резервоар од кој може да се увиди она што луѓето го искусиле на одредена тема. Па зашто служи банката на приказни? За да ги претвори индивидуалните искуства во колективно разбирање, со што полесно се идентификуваат повторувачки шаблони. Исто така, го намалува растојанието помеѓу луѓето и организациите, покажувајќи што самите податоци не можат, човечката страна на реалноста. И како функционира? Приказните се собираат преку интервјуа, работилници или дигитални платформи и онлайн формулари. Потоа се прегледуваат, означуваат и складираат на начин што ги прави погодни за пребарување и повторно користење, ресурс за комуникација, едукација или застапување. Сумирано, банката на приказни е дигитална архива на животни искуства, континуиран процес што не завршува, систематски процес на собирање и складирање приказни, кои служат за идни застапувачки дејствија. Банката на приказни ги претвора индивидуалните искуства во колективна вредност и ги одржува тие приказни живи, за да делуваат заеднички кон одреден проблем понатаму.